Ej, mečka joj со него. Кој ќе правите па емисија? Кој му гето? А отвори позади. Работите излега надвор од контрола. Почнува тешки муабет. Ние денеска да збориме дека тема на денот е гробарот на македонскиот просперитет, гробарот на или во историски контекст кажано, гробарот на модерната македонска историја. Значи човекот е еден од најлошите екземплари на политичари кои што некогаш се чекореле по оваа земја. За човек каков у приватност не ме интересира, ама дека е еден од најлошите, штетните луѓе кои што се појавиле во Република Македонија, немам сомнеш. И денеска ние да збориме као тема на денот да ни биде нас Бранко Црвенковски е прво е гревата за овој народ, пак да соли памет Бранко Црвенковски, да му соли памет на овој народ, што го оплячка и што го остави без корка леп и што уништи еден вагон семејства заради таа социјална и економска неправда што им ја нанесе. Тоест економската пропаст предизвика и социјална, која што се уште се рефлектира. И ја ќе се согласам со колегата Латас од она негова, исто така го објаснуваше Бранко Црвенковски, ќе се согласам со него кога ја спореди приватизацијата приватизацијата која што ја направи Бранко Црвенковски, ја издвои како причина за социјалната неморалност во државата. Тогаш Латас убаво кажа што очекувате вие од дете кое што е дете на стечајци, кое што немало никаков авторитет, врз него никој немал авторитет дома, како може таткото да биде авторитет врз тоа дете и да го научи нешто, ако нема прво работа и кој може дома леп да му донесе. Тоа дете ќе биде учено на улица и ќе биде учено на правилата на улицата, кои што не се секогаш најдобри. И таа деградација на општеството во Македонија почна од таму, причинител е приватизацијата, тоест приватизацијата спроведена од Бранко по законот напишан од Гога Сорос. И денес сите тие луѓе, Бранко Црвенковски, му е политички гуру на Христијан Мицкоски. А тоа е главната причина зашто ги Тоа е политички гуру на Христијан Мицкоски. Во нивната комуникација прв ги спои Горан Минчев. Мислам дека Горан Минчев му е и кум некој на Бранко или некоја роднинска врска, се сега точно не знам у каква. Но како и да е ги спојо, таму нели на Христијано на копикет филозофија да копира Бранко пиел толку виски, овој пие пута два, нели, со линии и со такви работи. Тоа понашање, тој однос, таа суета, тоа му е од Бранко. Де факто, тоа е, да трнеме од историјата, малце од историјава на Христијан и неговата семејна историја малку поназад, ќе видиме дека
татко му на Христијан Мицкоски е уствари човек на овој. А ако сакате уште малку да се приближиме вака пред изборот на Христијан, Христијан е предлог на Мартин Протогер. Мартин Протогер е човек на Срѓан Керим, тоест на овие. На Бранковци. И токму На Црвенковци. Мечка, ова е токму причината зашто ја го Го одвоив ова као денеска као тема. Јас согласувам со Филип дека ова е изгледна стратегија за Христијан. Таче нема проблем со тоа дали ќе влезе ВМРО у влада или не. Ама Христијан има. А мора да влезе. Само гледаш дека ако Мора да дозволите, влезе и сега се наоѓа на некој начин како тоа да се изменаџира, да не биде така грубо, брутално, неотесано и се појавува овој политички огур. Што е работа пред да дојдеш ти? Што коментиравме, ќе ти дам само Филип ова. ама јас се за да не ве прекинувам, за да Не, тек. на кратко само. Споменавме пред да дојде Мечка. Сите големи трагедии кои што се имаат Да. случајно на овој народ, у позадина секогаш бил Бранко Црвенковски. Јас се вратив Мечка до 30 години назад. Бидејќи ја у принципи го знам Бранко скоро 30 години. Јас ги памтам, значи не ми ги раскажувал некои настаните од 90-тите години. Јас сум своевременик. Значи ги знам настаните. И сега знаеш што забележувам во овие 2 недели? Они така лефтерно влегоа после лидерската дека ќе прават влада. Меѓутоа реакциите беа од првиот ден жестоки на членството. Виде дека има побуна, еве предавници, се купивте за фотели и така натаму. И они сега 2 недели смислуваат наратив како да се извлечат од ова. И овие идиотските видеа што ги снимаат по TikTok, оние децава во собрание, каде што вика, вака покажуваат еден услов, два услова, демека ќе имало одложено дејство до овде, одложено дејство до онде. Па ја во шега во Cyber Команда им реков, предлагам да се промени уставот, да стапи на сила кој ќе дојде првиот човек на месечината, или евентуално ако тоа не е многу далеко, кој ќе ископаме тунел со наши сили до Кина. Значи, во суштина, они сега 2 недели работат на тоа да смислат наратив како да го оправдаат тоа, бидејќи година дена, они ја држаа Македонија на станица во вагон и Бранко денес ти вика, ја не гледам година дена ништо да се сменило во врска со Европска Унија. Па не се сменило затоа што има блокада внатре. И затоа што не може да се договорат кој чиф министер каде да седне, односно за колачот, а не дека биле против промената на уставот. Така што сега го викаат папата, малку тука да им помогне, да плюкне залепи, знаеш она, да ја залепи марката на писмото. Ковертот да го овери. Добро, имаше еден коментар од гледач кој што побара од нас да го коментираме Максим Димитриевски. Што го коментира Максим Димитриевски? Максим е Денеска најави дека ќе во септември ќе формирал политички субјект, неговото движење ќе прераснало во политички субјект и ќе било главен носител на идната власт. Знаеш зашто го споменувам? Затоа што информациите говорат дека и Бранко Црвенковски стои позади него. А сакаш да ти кажам, да те подсетам Шанац што каже тука за Максим. Кој го избра Максим? Чиф избор е Максим, чиф проект е Максим. Што им се кажувало у штаб на ВМРО ДПМН во ОК Куманово? А за Бранко? Што Не. Ја два пати ја гледав емисијата, но Не, детали ама имаше нешто после што разговараш. Кажав дека висок функционер на ВМРО ДПМН, мислеше на подпредседател, мислам дека го спомна. Подпредседател на партијата. му рекол на Шанац. Му рекол на Шанац. Не на Шанац и на други, биле на состанок на општински. Дека После изборите му па му рекол Шанац, на Шанац и на други луѓе таму што биле. Им рекол Максим е наш проект, мој проект, на него работам 2 години. Пред гласањето за локални избори сега. И практично Шанац е поставен да го излизгаат. Шанац е поставен, да, Шанац е поставен да го излизгаат за да Максо да може да ги земе изборите у Куманово и ВМРО-ските гласови. Тоа кажува подпредседател на ВМРО на состанок на општински комитет на ВМРО ДПМН Куманово во присуство на Тони Михайловски, кој што во тој момент е кандидат на ВМРО ДПМН. И тоа Тони Михайловски го кажа тука на овој случај. Дополнително кажа Тони Михайловски во друг контекст дека изборите се гласањето е договорено со Бранко.
Кога мислеле дека нам кажа во емисија, мислам дека анегдота. Не, во емисија збореш. Кога мислеле во општински дека се мисли на чисточот Бранко. Да. Кој што чистел по штаб туку. Договорено е со Бранко во муабетот. Да. Овие Мислам дека е некој хаусмајстор од училиште или чистач. Се работи за папата. Они лошо го означуваат. Има едно прашање кое што одлично го постави Драган Цептер. Вели колку ќе ја покачат струјата на граѓаните на РС Македонија. Сега ќе ти кажам. Владата има, мислам дека долг од некои си 100 милиони евра кон ЕЛЕМ, бившо, сегашно СМ. 100 милиони евра има владата кон ЕЛЕМ, затоа што нели владата донесе одлука лани или преклани која беше. Кога почна впрочем енергетската криза, преклани беше. Донесе одлука да ја субвенционира цената на струјата, за да плаќаме поевтини сметки за струја. И тие субвенции нели нормално мора да се платат од негде. Некој мора да го надомести тоа на ЕЛЕМ. Владата ги плаќаше таа ценовна разлика и сега заради изборите, заради не знам што не плаќање редовно од владата на ЕЛЕМ, ЕЛЕМ е во 100 милиони евра, мислам, од прилика дупка. 100 милиони? Да, од прилика мислам дека е толку или толку должи владата на ЕЛЕМ. Тие се предвидени пари во буџет или не? Предвидени, ама нема. Они се предвидени како расход, ама како приход. Да. Вака, како преш? Тингал вака. Тингалче. Сега што ќе се случи? Веројатно, кога ќе дојде се новата влада, ќе мора да прави ребаланс и ќе мора да бара пари за да ги плати овие пари што се должат на ЕЛЕМ, за ЕЛЕМ да може да продолжи да функционира. Ако не, ЕЛЕМ ќе мора да ја врати старата цена и да ја зголеми дополнително цената на струјата, за да може да излезе од дупката од која што е побрзо, иначе ќе се уништи компанијата, ако не може владата да ги плати тие пари. Така да веројатно големи се изгледите дека цената на струјата ќе поскапе многу. Значи 20-30% сигурно. Види, ово е на некој начин надоврзување на она кое што и вчера го говореше Петар Арсовски. Значи ние без разлика, значи нема да се ставам у позиција да го бранам СДСМ, но факт е дека СДСМ владееше у време на корона, владееше во време на економска криза, енергетска криза и така натаму. Војна во Украина, знаеме какви беа условите и што све се случуваше изминатите 2-3 години во светот. Поентата е дека многу е веројатно дека буџетот е празен, многу е веројатно дека новата влада на ВМРО-ДПМНЕ ќе се соочи со сериозни економски проблеми кои што не се сочува само Македонија, него и целиот свет и цела Европа, и веројатно ќе мањкаат со она кое што го имаа ветено пред гласачите. Најдобро излезно решение, предпоставувам и верувам дека на тоа ќе се оди, затоа и Мицкоски најавуваше нели оној кредит од милиарда поволен за инфраструктурни проекти. Тоа ќе биде едно од варијантите и едно од излезните решенија, другото ќе биде директни капитални странски инвестиции. Ќе видиме колку ќе успеат да бидат конкурентни во услови во кои што држави како Србија имаат далеку поефикасна администрација. Ќе видиме како ќе се снајдат и со реорганизацијата на министерствата, затоа што, како што кажа вчера аналитичарот Арсовски, тоа прв пат го слушаме во јавноста, повеќе од 400 закони најверојатно ќе треба да бидат променети за да воопшто биде функционално, да бидат функционални новите министерства, па и оние кои што остануваат како делови од истите. Секако дека ќе мора да се променат, имаш нови министерства кои што немаат надлежности. Да. Тие надлежности мора да ги добијат со закон. Да, колку рече, околу 400 закони. Па околу 400 може и поише. Да. Секоја надлежност треба да добијат низ закон. Закон да се донесе треба да има, секој закон мора да се има соодветна постапка. За тие да бидат функционални.
Ти замисли, не само што ќе треба да се носат закони за министерствата да имаат некакви ингеренции за да бидат функционални, за да постојат за нешто, тие сега ќе се формираат, ама нема да имаат, тие нема да, тие Нема да почнат тие ќе управен има- промет. Само ќе има табла. Да, табла. Има министерство, луѓе, добро, министер. табла, луѓе и тоа. Ама немаат никакви одлучувачки елементи, значи ништо не прават. Се на пример ќе треба, не знам, тоа што во економија било од издавање на дозволи за ископ на, не знам, за песок од речно корито, тоа е нели минерал, Да. сега ќе треба Министерството за рударство да го превземе, рударство, енергетика, минерални суровини, ќе треба тие да го енергетика и превземат, рударство. ама се треба да се донесат за тоа два закони. Едниот закон со кој што Се одзимаат ингеренциите. ингеренциите на Министерството за економија, а со вториот закон со кој што ќе треба да му се дадат ингеренциите на Министерството за рударство, на пример. Еве и за туризмот. Туризмот излегува од економија, влегува у култура. Да. Исто и тоа. Или не знам, за дигитализацијата, мислам Дигитална трансформација или како се вика? Добро, да, Да. Дигитализација. Не, добро. Вели Трокен Бао Јачев 4-0, па што гледате уште фудбал, да ја гледате тука тешки. Гледате бе тешки муабети. Ги растурија како бугарска скупштина, гледате се тие шкотланѓаните. Има доста од гледачи наши од Германија, не знам како е таму, се радуваат ли, слават ли, или се више легнати да спијат за утре да можат да пешачат. Тоа е омилен пестајм на за поминување време, активност, пешачење на Германија. германци. Знаеш ти од Германија си? Не, ми раскажуваш една Ти си како на Кој што седа живееш? сладолед. Не сум ја едел чико не сладолед, ми ама кажувале. ама на еден другар гледал како Да. едно друго дете јадеше. Да. Да. Инаку, што е најнови информации, што е можеби најинтересно до моментов е знам си ги промовираше своите О, па нели министри. не бе, нели ние лажевме бе кога викавме дека господинот примариус доктор Оптимус Прайм Христијан Мицкоски е другар со господинот Горан Минчев, кумашинот Први. на Бранко Црвенковски, дека заедно често се среќаваат, заедно често анализираат, имаат состаноци, пијат пиво, јадат смоки и така натаму и да бе. смоки јадат. Смоки со пиво и кикирики, Да, бе, не е да. битно. Стоби флипс. Стоби Само флипс. стоби флипс. Да, Озбилно, заради витаминка. Да. Иначе... Знам и зошто заради витаминка, ама не те прекинувам. више Нешто ме со прекина, хидроцентралите да не е поврзан. Нема врска. Човекот од витаминка нема врска. Тој не е... И па минка, енергоминка, нешто беа тие. Па нешто има, Имаше брат, нешто, сега. да. Ама добро, Вртеа сега. турбините, Немој да. ти, нема врска На човек. смоки работеа. Не бе, брат. Тие вртат за да ја го вакво. Тие ги дробат кикириките за смоките. Не прават струја тие. Значи, Тие се како мелница. Они практично создале она како се викаше она машина на која што работи Перпетум. без перпетум мобиле. Перпетум мобиле. Како се викаше она за обезбедување? Дали перпетум мобиле беше и таа? Глупа ми беше сегата. Да продолжиме. Да продолжиме. Ај пишете хаха у чат да го... Подршка. Не бе, И јас За сум Мичо. И јас сум Мичо. И ја грешам. Добро, те прекинав. Се среќаваше со Горан Минчев? Да, со Горан Минчев, они другари се последниве 5-6 години ептен, заедно со Горан Минчев, они правеа стратегии, кова, планови, се дружеа. Минчев беше курирот помеѓу пораките се испраќаа на помеѓу Бранко и Христијан. Значи Христијан на Минчев му кажува, Минчев на Бранко, Бранко одговара преку па му кажува на Минчев, Минчев му кажува на Христијан. А он беше И така, како голуб, писмоносец. Па он сега како голуб Горан Минчев, брат, он е ка од прилика Под полошка. као буф. Нешто би му дошло, брат. Сега не е Немој баш... така за министерот, те мол. И па бувот е одрас на мудрост. Да, символ на мудрост. А ти зошто ти одман да идеш на Абе, него? сега, не сум толку оптимист. Не сум. Ќе Види, у признам. македонската или у словенската митологија бувот е лош предзнак. Да, а во грчката бувот Минерва е Да. на божица на мудрост. И на богатството. Сега зависи по која митологија се водат овие. Значи, па добро ли се Словени? Да, овие од знам. Да, А овие се антички.
Да, овие се Па антички. значи за едниве лош, Така ми изгледа мене под прилика Горан плюс Минчев. минус може ќе Да, се као. порамнат. Да, и не може да биде гулап. Гулапот е галантен. Елегантен. Да. Мислам и бувот е. Ама е тивок. Бувот е тивок, разбираш? Никој не го гледа, не го знае. Ќе помине, ќе пренесе пораката, никому ништо не се слушнало, арно, ама има некои јастреби кои што од страна гледаат, посматраат, знаат, виделе и така натаму. И ова кога го зборевме ние лани и прехлани, кога го зборевме ова, бевме, како не, од кај тоа со Горан Минчев, third part, измислувате, правите. Да, вие Мицкоски и Бранко. Филмови и правите. сега Горан Минчев, Шо му он кум на Бранко, што му е некоја кумашин. кумаш? Да. Така да, сега, например, Горан Минчев ќе биде министер за администрација. Вработувањата во државна администрација ќе одат преку Горан Минчев. Значи сега за да се вработи еден ВМРО-вец во јавна администрација Ќе треба да го праша. Бранко. Знам што треба да направи. Треба да го праша Горан Минчев. Кај Бранко, како Кај беше Бранко, кај Бранко папата. вака со рачето? Овака. Знам што треба да се направи. Леле, за да се вработи ВМРО со администрација, треба кај Бранко. Ао. Во највмаровската, најпатриотската, најлавовската влада, кој ќе биде новиот министер. За илустрација и пуштив на режија да види, а иначе, Љубица како ти мене. еве еден текст најдов кај колегата Народен глас. Па ова ќе се, еве го. Ова е од словенската митологија. Ова е за вработување на администрација. Да. Чекаме, овој нели од СДСМ беше? Се шо бару највмаровската влада, најпатриотската. Нели СДСМ беа предавници, кодоши, неспособни, Љубица- неработници, лоши. Само да ја одговорам. Тебе да сум ти син ке се откажам преку New York Times. Кажи живеј. Ај, стварно, живеј. Чекај малце. Сега комуњарите нели беа лоши? Сега не ми е јасно сега ова. Ова е добар комуњар. Де пушти го де уште еднаш Бонавена. А што трни на нас пушти ги паралелно да ги гледам вака. Па не знам ако. Пушти ги, бе. Пушти ги да ги видим. Да се подсети народот. Еве сега ја уште еден скриншот на режија ќе ги пуштам. Мечка каква баба Ванѓа бил. Ајде да видим. Ајде да видиме. Ова е обредот. За вработување. Јас сакам да се На вработам. ВМРО и јавна Јас сакам администрација. да се вработам во Јасен и ќе кажеш јас да се вработам во Јасен. Папа Бранко, кажете му на Папа don't preach. кажете му на вашиот поштован кумашин. Во ЈП Јасен да ми пуштите. Сега И вака и ќе се остай го Горан Минчев и пушти го другиот што ти го Ќе пушти се скриш. Ајде, Мечка во улога на баба Ванѓа. да видиме, ајде. Ќе дојде денот кога во Ке ста. Ајде да видиме. Све наши деца. Види? Мицкоски Ацо Инфомакс. Ој од кај колегата Рубин од Народен глас. Он така те вика Ацо Инфомакс. Шо ви е тешко мечка да бише. Мицкоски е протеже, штитеник на Бранко Црвенковски и одржува контакти и координација со него на дневно ниво преку Горан Минчев. 2023 22 март. Не, мај, 5 месец е мај. Не ми иде. Чекај. Абе, ја, видиш, кој не бил управо, бе? Не сме ние, Мечка, измишљаш, Мечка. Мечка. Да бе, ние лажеме. Да. Ајде мајката. Чекај. Ама ако, супер. Пушти го Бонавена уште една, жити све. Да го видат луѓето, да се научат како да се... Како се вработува јавна администрација поново?
значи, некогаш луѓето учеа како да се молат. Сега ќе учат, го прашуваа Господа Исусе Христа, научи ме да се молам. Ги прашуваа свештениците. Сега, ние да покажеме како еден ВМРО-вец да се вработи во државна администрација. Еве, кај господинот во средина. Архиепископ се администрацијски за секое министерство. А ја таман помисли стварно дека комуњарите се лоши, ти влада. Чека малце. Сега, ја не знам дали можеме, ево уште 2 скриншоти пуштам на режија. Интересна работа. Овде ова е на сајт на Собрание на Република Македонија. Да, еве Наталија ме подсети. Од кога зборевме за Горан. Да бе, ние више 25 минути си терам кеф. Не кажам што друго. Ова е вака е обредот. Да. Пушти ги тие. Министер за администрација. Папа. Папа. Папа е Дрма Бранко. Дрма Бранко како? Е Дрма. Опа! Член на СДСМ. Весна Бендерска, Горан Минчев. Член на СДСМ, член на СДСМ. Шо идеш понатака, Макс, очив член. Не, сега... А? Ја таман помисли дека комуњарите лоши се. Таман ме убедија. Не, овие се добрите. Еми, сега како имало и добри? Овие нели беа за промена на името, нели гласа за промена на името, преспанскиот. Еве ја наоѓам тука некој текст. Горан Минчев зборел и за бомбите на Заев, го поддржувал и Заев. Он бил требало да биде надзор за УБК, не му давале пристап. Кој? Па Горан Минчев. И сега наеднаш у влада на ВМРО. Ова што е? Подпредседател на Собранието, Весна Бендерска. Види, Горан Минчев си се позиционираше добро. Ја Горан Минчев у ситуацијава не е таргет или крив да го нешто. Он политика си истера го што треба и Не, мене ми и си ја наплат. Мене ја да. Да, значи мене со Минчев. Минчев во една прилика За малце ќе помисле дека се комуњарите лоши. Минчев во една прилика му има речено на очигледно Христијан, му има речено за мене на Христијан на телевизор ме нешто ми има гледано на некоја емисија, му има речено Минчев за мене демек добар ви овој новинаров. На Христијан знаеш кој бил коментарот? Из него ќе го демек кратко. Добар си за на телевизија. И него ќе го спакува некој. Мене ќе ме спакува. Ова е направено пред 2,5 години. Ама ти тогаш голем беше и не може да те спакуваат. Не те собираш у ништо. Па ќе требаше да ми пакуваат со она индустриско на софолија, вака да што вртат. Ама ја не знам па што се љутат сега. А зашто се љутите сега? Зашто на нас? Зашто на нас? Или се љутите што ве дупиме сега? Се љубе шо бил, па љубе се со вас. Па да. Ние сме се тргнале на време од љубе. Честички. Љубе е во ВМРО. Зашто се љутите така? Зашто се љутите? Ние Минчев да го Ја да направиме. го ставиме министер. Да, ние Минчев да го направиме министер. А овој па Вилков па не знам ни кој е. Тој не знам, тој. А? Да. Па сигурно и тој некој комуњар. Од тие добрите. Чекај да видиме само. Да, еве Наталија ме подсети кога беше за рекет аферата кога ја вадев. Тогаш има Горан Минчев искоментирано во позитивна насока за мене, а Христијан као ќе го пакира. Не знам кој е овој Игор Филков. Сега. Стварно не знам кој е. Да искоментираме нешто за него, ама. ВМРО-вците го знаат. Кој Игор Филков? И како не го знаат ВМРО-вците? Пони од секогаш му веруваа на Игор Филков. Не, да, комита. Од левото крило. Докажа. Да. Левото крило на организацијата, што веројатно. Да, они го знаат Игор Филков како, он е кадар јак. Да, еве,
еве ги точните зборови на Мицкоски за овакво. Јак е, ама ако треба и него ќе го собереме. Ова се точните зборови на Мицкоски за мене. А чекај, тука Знаеш ли кај се гледа, брат? Каде? Да ти кажам кај се гледа. Каде? Многу ме интересира. Знаеш, они едни хотелчиња, мотелчиња што ги има куплерај. Ну, За швалерај што се? да, тие према Визбегово Да, ги рекламираат сега. да. Нели демек влагаш со колата, никој не те гледа. Таму иде. Да се гледа. Чекај. Да. И тоа ни Генералниот секретар на ЗНАМ и Христијан Мицкоски. Ама не беше тоа, знам. Добро да добро. Сега така е најпознат у момент. Новиот министер и Мицкоски се гледале у Да. у Трај прај. Бог да чува. И па сите ги дознале. Глупо. Морам да кажам глупо. Да. И од таму излезе една афера. Ги снимале. Чекај, па нели имаше афера дека тамо секде се снима у тие? Да, имаше имаше афера, ги джандари снимале. некои? Да. И тој газдата ги продаваше снимките. И овие веројатно ги имаат откупено за овој да не ги објави. На Косово идеа таму за да ги откупуваат снимките. Таленти. Абе, непријатно. Таленти. Таленти. А дали гледаше денеска каков циркус направија со изборов на новиот потпредседател? А кога бевте вие со Мицкоски, тогаш арни демек бевте. Види пурпурен, тоа праша ги од ВМРО, дали сме биле арни тогаш. Ние секој сме арни. Ние за нас сме си секојаш арни. А дали за нив сме биле арни, прашете ги нив. Супер сме. Супер сме си, шо ни фали? Кој? О, абе, па тие не отишле да јадат боранија. Ништо не правеле, бе, брат. Се правеле моабет, се криеле. Пурпурен, абе, знаеме дека ти си новинар, брат. Ти си имаш многу јаки, појаки истории имаш од нас. Сега малку да ја свртиме на политички работава, затоа што ние сме позиционирани многу добро. Мислам дека да не бевме ние во целава ситуација многу по-безнадежно ќе беше, затоа што на ВМРО ДПМН најсовршеното сценарио му е да го има само СДС и ДУИ во опозиција, затоа што секој пат, посебно составот на СДС, на пратеничкиот состав, тоа се предходни министри, тоа е предходниот премиер во тој состав, така да во било кој момент СДС кога ќе излезе на говорница или низ медиумите да го критикува ВМРО ДПМН стално има картата, вие што направивте и на вистина, не е дека тоа е некоја фикција. Министрите на СДСМ имаат поразителни резултати, премиерот Ковачевски има бившиот премиер Ковачевски има поразителни резултати, затоа на ВМРО ДПМН тоа му одговараше најмногу. Една ситуација каде што само СДСМ и ДУИ ќе бидат наспроти нив, но во оваа ситуација немаат нас. Најсилниот аргумент против левица е Енвер Хоџа, не знам како искрено. Што можат повеќе да искористат, мислам, во насока на критикување на левица, затоа што јас си би потсетил јавноста како левица се издефинира како опозиција на ВМРО ДПМН, затоа што ние од 2020 до 2021... Што е важно да дефинирате? Дали сте ви опозиција на ВМРО ДПМН или сте опозиција на владеачката структура? Дали е, без разлика дали е СДСМ, ДУИ, ВМРО Влен, мислам дека тоа е поважно. И мислам дека треба тоа да го дефинирате. Вие сте опозиција на ВМРО или сте опозиција на владеачката гарнитура? Па значи во поглед на парламентарната состојба ние сме опозиција на владеачкото мнозинство кое мора да се признае дека е многу крупно. Значи 78 пратеници го се дел од тоа владеачко мнозинство и во рамките на собранието ние сме опозиција на ЗНАМ, на Вреди, на ВМРО ДПМН и ќе се однесуваме нели како коректори или пак ќе ги посочуваме нивните недостатоци, ќе се бориме против нивното владење за кое веруваме дека ќе биде контрапродуктивно. А од друга страна, надвор од собраниските сали, мора да се признае дека можеби најголемиот антагонизам, тоест не можеби, дефинитивно најголемиот антагонизам моментално го имаме со ВМРО ДПМН суштински, затоа што реално првично двете партии, и Левица и ВМРО ДПМН, доаѓаат од опозиција. Ние не моравме да учествуваме во никаков трансфер на власт сега
во овој период. Значи ние доаѓаме од опозиција и сега природно дека ВМРО и левица од опозиција заедно доаѓаат со многу слични позиции, по многу слични прашања. И затоа што ние останавме во опозицијата, ние имаме и легитимитет да посочиме на нивните отстапувања од тоа што го збореле за време на опозиција, апсолутно имаме легитимитет да го зборуваме тоа, затоа што сме биле дел во таа борба заедно со нив просто. Од друга страна, мислам дека и сега веќе диференцијацијата идеолошка е многу јасна во јавноста. Дури тоа е многу здраво за македонската јавност, никогаш немало вака чиста диференцијација идеолошка, како сега што може да се види помеѓу левица и ВМРО ДПМН. Од прилика биле многу слични позиции кога се работи нели за владеачките партии, но ја сакав тоа да го искоментирам уствари како се деси оваа ситуација со левици и со ВМРО ДПМН од 2020, од моментот кога ние станавме парламентарна партија, до 2021 ние немавме никаков антагонизам со ВМРО ДПМН, затоа што во тој момент бевме во опозицијскиот табор против СДСМ, кој беше тогаш свежо го смени името на државата, значи имаше низа на неверојатни неуспеси и ние немавме никаков антагонизам со нив до 2021 до локалните избори. Па на локалните избори ја свативме нашата опозицијска одговорност, ги поддржавме во многу општини, тоа и вие го знаете, повикавме на гласање за нивни кандидати во вториот круг, им дадовме мнозинство за формирање на совет со председател на ВМРО ДПМН во неколку општини. Значи ние имавме во град Скопје, мислам дека во град Скопје, каде што јас доаѓам како советник во изминатите 2,5 години, и тоа кулминираше со нашето присуство на масата кога требаше ВМРО ДПМН да направи ново мнозинство. тоа е ноември-декември 2021. Тоа е ноември-декември периодот 2021. Значи ние до тој момент апсолутно одговорно опозицијски се однесувавме. Од тој момент, кога веќе ВМРО ДПМН се етаблираше како локална власт и кога почна да ги прави шемите кои знаеме дека ги правеше, и пак уште ние, значи не отидовме по секоја цена, ако се сеќавате, следното лето бевме заедно на протестите улица, за францускиот предлог, значи се уште ја чувствувавме одговорноста дека треба да има обединета опозиција против антинародната, антимакедонска власт која беше во тој момент. И веќе после францускиот предлог, како што тие се оддалечуваа од позициите на чисто опозиционирање на СДСМ, јас сакам стварно повторно да потенцирам дека ВМРО ДПМН стварно имаше капацитет да ја бутне владата пред време и да не идеме на предвремени избори. Тие цело време најавува активни блокади, најавува некои радикални мерки кои никогаш не се случија. И всушност тие од моментот кога веќе дојдоа на локална власт само чекаа да отчука часот за парламентарните избори, беа во удобна позиција и нормално е нашиот фајт со нив да почне во моментот кога тие веќе не беа само опозиција, тие беа и локална власт, значи тоа не може да се игнорира, имаа градоначалници во над 50 општини, тоа не е опозиција. Не е тоа е власт. Тоа е власт, апсолутно. Да. Значи, ние имавме ситуација каде СДСМ и ВМРО ДПМН кохабитираа на власт на различни нивоа. Значи, не имаа соработка и сите тие работи, нивните градоначалници одеа на состаноци со владата, имаа соработка со владата и сите тие работи. И сега, како што доаѓаше часот до потполниот пораз на СДСМ, едноставно се остави еден простор каде што ние всушност само се фајтавме заедно со ВМРО ДПМН, затоа што се створи и плюс една природна идеолошки антагонизам. Се појасно беше дека тие нема да бидат волни да разговараат за некои позиции кои би довеле до влада на левица и ВМРО ДПМН, кои за нив не беа поволни во тој момент, затоа што нивната политика е многу флексибилна. Тоа се позициите, тоа се позициите за од македонската платформа која ние им ја понудивме. Таа македонска платформа генерално се однесуваше на 5 точки имаше, така? 5 точки. Ако може да ги повториш, пошто гледачи, верувам, дека заборај. Македонската платформа се однесуваше на ставање на црвени линии, иако сакам да потенцирам дека и пред 2 години Левица поднесе декларација за македонски црвени линии национални во собранието, која никогаш не дојде на пленарната седница. Тоа беше за однос на односите со Бугарија. Да, добре. Затоа што ако бугарското собрание можеше да има консензус по прашањето со Македонија, тогаш и македонското собрание можеше да постигне консензус, тоест требаше да постигне консензус по тие прашања. И сега платформата се однесуваше за непреговарање
за името, за јазикот, за идентитетот, за државните инсигнии, за враќање на територијалната поделба која не само што создаде Унитарност, унитарност, територијален интегритет, суверенитет, идентитет, секуларност и државни инсигнии, тоа се 5 апсолутно точки од македонската платформа. Која од овие платформи, од овие точки од платформата не беше прифатлива за ВМРО-ДПМНЕ? За да действувате заедно во влада? Сите. Затоа што апсолутно мислам дека сите, затоа што Преговаравте ли први од тамо да почнеме? Стеднавте да преку медиумите. Добро. Разговаравме преку медиумите, значи ние преку медиумите цело време, затоа што тоа дојде во тој периодот кога тие понудија мораториум за напади кон Тоа беше помеѓу првиот и вториот круг. Првиот и вториот круг. Сега да не ги навраќаме многу вакво гледачите во тој период, да ги подсетиме за да знаат, да. Беше првен таа понуда и после победата на изборите на 8 мај, Христијан Мицкоски пак излезе со понуда за сите опозицијски партии да учествуваат во владата, да седнат, да се преговараат, да се договорат. Беше совлен на состанок, беше после тоа знаеме со знам, имаше и фотографија, вас дали ве побара тоа. Не затоа што ние веќе ги искомунициравме нашите позиции преку медиумите, значи транспарентно, јавно. Ние цело време велевме дека не би влегувале во некои преговори кои би се однесувале, видовте како се одвиваа преговорите помеѓу ВМРО, ДПМН и ВЛЕД. Цело време се лиферуваше со бројки, значи целосно преговорите беа на основа дали се 300 директорски места, дали се 200 директорски места, дали се овие ресори, дали се тие ресори. Значи помеѓу ВЛЕД и ВМРО, ДПМН речи си и да немаше некоја дискурс за нивната за политиките и за платформите кои би требале да ја сочинуваат новата влада, туку беше за поделба на пленот и за поделба на колачот. Ние тоа експлицитно го изартикулиравме дека не би влегле во такви преговори за такви принципи, туку дека еве низ јавноста транспарентно го нудиме ова како еден столб на кој би се засновале нашите преговори, зашто мислам дека ништо не беше прифатливо за ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН мислам дека и времето ќе покаже дека нема да има храброст да прави интервенции во политичкиот систем кои би ја вратили унитарноста на Република Македонија, која пат искрено многу перфидно се игра со тоа, затоа што граѓаните цело време константно се лажат дека некој Македонија штити од бинационализација, која таа навистина се случува. Значи, иако дури во Охридскиот рамковен договор се вели дека Македонија треба да има унитарен карактер и дека тоа не треба никако да биде оспорено, тоа веќе и тие кои застануваат за Охридскиот рамковен договор не го почитуваат, дури и во парламентот се зборува, партиите од албанскиот блок зборуваат дека унитарноста и нели не е концепт за кој гласаат нивните гласачи. Така да ВМРО ДПМН поентата ми е дека едноставно после изборите знаеа дека ќе имаат комотна позиција во однос на мнозинството, затоа што СДСМ некомотната позиција им беше заради нели климавото мнозинство. И сега ВМРО ДПМН знаеше дека ќе има сигурно мнозинство кое може да го задоволи со директорски места и едноставно да продолжи приказната како до сега. Тоест да се променат структурите на корупција и криминал и шемите за правење пари да се заменат со своји луѓе, и затоа ствари беа тие разговори дали 300, дали 200, дали 500, затоа што тоа само ги интересираше. Добро, мислиш ли дека ВЛЕН е главната причина поради која што Христијан Мицкоски не се јави на Димитар Апасиев да му понуди коалиција? Затоа што ВЛЕН повеќе пати во своите јавни обраќања соопштуваше дека не се спремни да коалицираат со левица, дека се спремни да коалицираат со сите партии после избори, само не со левица, затоа што имате, не знам, руска, происточна идеологија и така натаму, и дека не едноставно не се согласуваат. Тоа го збореа пред избори, го збореа. Не е тоа така затоа што прашањето е дали Христијан Мицкоски не ја прифати македонската платформа затоа што се испаши од ВЛЕН, условно кажам. Тоа најдобро он ќе го одговори, но можеме да претпоставиме кој одговорот. Одговорот е дека треба да се потсетиме дека во тој период помеѓу првиот претседателски круг и парламентарните избори медиумите на ВМРО ДПМН цело време ја напаѓаа левица, значи нивни пратеници ја напаѓаа левица, они веќе беа спремни за таква динамика со левица, значи они веќе беа спремни дека, тоест знаеа дека нема да можат да испорачаат за тоа што ние бараме од нив,
Значи да се Да застанат на прифатат тие, платформата. да ја прифатат платформата и едноставно решија дека најдобро веројатно ќе им биде Да ве спуштат. Да не спуштат, иако тоа не им успеа колку што сака, и ни направи една услуга, тоа е повторно тоа што го зборувавме минатата емисија, дека не етаблираа дефинитивно како нивна најсилна, најизразена опозиција. Единствена опозиција, реално, посебно затоа што еве сега СДСМ за 6 дена има председателски избори, тие како ќе поминат ќе видиме, таму има многу пречки да се поминат за консолидирање. Сега се мислам дека на 30. На 30, да. Сабота. Да, апсолутно. Така да СДСМ и плюс... А што се однесува до руска врска или нешто дека они источни, онда зашто го стави Иван Стојковиќ? Да, Тоа тоа беше имен аргумент. Тоа беше коментарот Да. на Влен. Тоа беа коментарите на Влен, тоа беа нивните пишувања за левица. За левица Да, во апсолутно, предизборијата. Не, ама ја не мислам дека Христијан... Иако седеа на маса заедно со вас, која требаше да се урива владата. Апсолутно, на така заед. да тоа ми е целиот муабет. Тие изјави на Влен се за да циркулираат низ медиуми, но мислам дека одлуката на вистина беше на Христијан Мицковски на ВМРО ДПМН. Да, немало Всушност тука никаков да, страф. Да, апсолутно Ако да ја имало страф, одбијат. немаше да стават, значи човек кој што бил на се руски политички собир Така е, во дефинитивно. Москва и дефинитивно. на се српски у Белград, кај беше тој се српски? Да, апсолутно мислам Кај не. беше? Не знам кај беше. У Белград. Значи позициите на Иван Стојковиќ се јасни по тоа прашање, а Влен еве сега комотно нивните министри, тоест нивните и лидери вчера се сликаа заедно со него. Избега заменичката на Иван Стојковиќ, избега у Министерство за спорт. Да, во Министерството. Да, за спорт. случајно да не ја видат у иста канцеларија, у исто министерство со Иван Стојковиќ. Пошто она е голема прозападна личност во Влен. Да бе, една од требаше да биде, не можам да се сетам името, од Влене, кадар на Влен госпоѓата, требаше да биде заменик министер во Министерството за политички систем со кој што раководи Иван Стојковиќ. Аха, се Она преферира побара спорт. да биде во спорт затоа што не согласувал со политиките на Иван Стојковиќ. Како и да е, јас сепак мислам дека бидно шо бидна, новото сонце повторно на слободата како сјае не, над гордо, Македонија, гордо и се е тоа супер, но сакам да кажам дека и се протега еден наратив, а не се разбира всушност во каква позиција се наоѓаме ние како македонска политика во овој клучен момент во историјата, а тоа е дека значи никогаш до сега не била една од доминантните партии вака декласирана како што сега се случи за СДСМ. Еве, ова е ВМРО-ДПМН го призна геноцидот во Сребреница, се вели, ова е од соопштенијето на ВМРО-ДПМН, се Интегрално вели е. во врска со настанот со кој се одбележа геноцидот во Сребреница. Каде што еден од учесниците злоупотреби поканата, оке. Како бе еден од учесниците? Еден од учесниците, демек Мерсика Смиловиќ иницирала, Па добро. они сакаат да ја сега крива е Мерсика Смиловиќ, а не е Африм крив Гаши. Па Гаши е председател на Собранието, може да каже, Сафет Бишевац, најголемиот можеше доморовец Африм и Гаши комита. беше одговорен. Единствено одговорно лице за спроведување на деловникот во Собранието, таму е Африм Гаши. Да. И можеше да каже, согласно деловникот на Собранието, забрането е да се извршуваат верски обреди во ова Собрание. Ке ве замолам да седнете и обредите да не ги извршувате тука. Тоа е однос на председател на Собрание во секуларна држава. Не може да биде Мерсика Смиловиќ сега крива, Сафет Бишевац или не знам кој таму. Ама на Значи, крај он крајови е Сафет Бишевац беше таму. единствено одговорен во оваа ситуација е Африм Гаши што дозволи да се спроведе верски обред. Ова да. И он стана да се моли, он вршеше верски обред, точно. Сафет Бишевац. Да. Абе кој Сафет е кој? Африм За Африм Гаши? Гаши. Абе Па не знаев за- Сафет, Мерсика, тие не се одговорни. Добро, бе. Тие не се именувани на тие Ама пак не функции. смета. Ама нема врска, они таму дошли си се институцијата молат. не смета. Ама кој ќе им каже дека не смеат? Председателот на Собранието треба да им каже дека не смеат. Сите знаеме дека се живееме во секуларна Ама држава. сите знаеме, ама одговорен за спроведување на законот, подзаконските акти и деловникот на таа клупа таму е Африм Гаши. Ако Затоа добро е разбирам, согласно устав и закон, само за Африм Гаши има одговорност. Да. Да. Сите не смееле да го прават тоа, но за него има Само за него има одговорност, Одговорност. бидејќи тој е именуван Да. на таа функција и он го штити уставот и законите. Нели кога ја кажува за клетвата, нели ќе се клонам дека ќе го штитам уставот и законите. да.
Така, Да. со тоа станува одговорен за прекршување на уставот, законите, подзаконските акти во собранието. Така е. Он е единствено одговорен. Не пратениците. Он е единствено одговорен. Председателот на собранието Командна одговорност. е единствено одговорен за функционирање на собранието согласно уставот, законите и подзаконските акти. Затоа има председател на собрание. За да укаже ако некој пратеник не го почитува уставот, законите или деловникот, за да укаже ако некој од службите тоа не го прави или некој од гостите не го прави тоа. Тој е единствено одговорен. А овие сега врати ми го назад тоа? А овие сега се обидуваат да ја префрлат кривицата на Мерсика Смиловиќ. Демек она инициирала. Да. Чекайте, Демек она бе, злоупотребила. Не ја злоупотребила. Она не злоупотребила. Он бил греота. Злоупотреба би било да ја кажеле немој ова да го правиш, она да продолжала. Тоа е злоупотреба. Да. Ама не за никој не ја спречи, напротив, председателот кој што е одговорен да го спречи тоа, стана да се и тој се молеше. И сега не правиме тука муабет, немој да свати некој ова и поп да го правил. Да. И православен да бил обредот, исто би реагирал. Сакаме правна држава се знае. Во правна држава се почитува законот, уставот и подзаконските акти. Ако ние во устав сме се определили дека сме секуларна држава, тоа е крај на приказката. Ние сме секуларна држава. И нема никој да врши обреди во собрание. Верски обреди. Ама они не се свесни колку овој принцип и прекршувањето на овој принцип е опасно за една држава која што е мултиетничка, мултиконфесионална, значи имаш различни религии. Што ако почнат сите да се молат? Што ако сите почнат да ги злоупотребуваат државните институции за верски обреди? Па што би рекол Филип Петровски, ќе станеме џемахирија, ќе станеме како да кажам, ќе станеме демократија по примерот на Саудиска Арабија, мислам, или на не знам. Шеријатско право. Шеријатско право. Ја прашав у текстот што е следно шеријатско право. Да. Затоа што принципот на поделба на религијата и државата, односно црквата и државата е во суштина западен демократски модел кој што за прв пат се применува во САД. САД е првата држава во светот која што дозволува сите различни вероисповеди да ја практицираат својата религија слободно, не ги оданочува верските заедници и така натаму, им дава максимални права, но вели не може кога седнуваш у државна институција ти не си тамо верник, не си припадник на ниту една религија, ти си тамо државен службеник. Ти како именуван функционер, ти биди си која сакаш во надвор од време. функцијата. Така е. Значи како функционер ти си функционер. Догма ти е уставот, законите. Толку. Тоа е за да не се дозволи мешање на верските принципи во спроведување на законите. Нарушувањето на овој принцип е многу опасно за било која држава. Затоа што тоа те втурнува во верски веќе радикализам. Што сега да почне, не знам, да почнеме да се молим, да почнат македонскиве пратеници кои што се православни да почнат да се молат. Или секој настап у собранието со оче наш, што вика Бора да го почнува. Кај ти е крајот? Да му се благодарам на мак јутјубер за донацијата, фала ти многу, брату. Види, Милош. Сега, овдека збориме, се согласувам со тебе, скроз крајот нема да не биде нигде, ќе не биде радикализација, затоа што ќе се наметнат верски принципи во спроведување на државни политики. И тоа ќе го имаме, тоа се вика радикализација. Во овој случај, јас зборам за принципи пред изборите. А СДС да беше сега на власт, знаеш што ќе му направи? Да. Ќе беше масакр. Да. Предавници сте, вакви сте, такви сте, ѓубриња, ке колнеа, ке праја, ке пустеа. Сега бе? Сега ги нема тие мужи. Сега тие мужи, брат, идат вака тријат рачињата, бе, да ме вработиш ова, ако може. Тоа не се мужи, гмизавци се. Гмизавци се тие. Од прв до последен. Бе, па и ти се молел, ајде, остай го, нека се моли, дај да не таласаме, да не вработат. Ете тоа е, брат. Ма за тоа сме стигнати до толка. Тоа е, брат. Клиенти. И после се љутиме Македонче кој ќе ни кажа. Клиенти. Не се љутете, бе? Клиенти и паразити. Така е. Значи може кој што сака да вади сега тука, како се вика, исечоци да ги пушта, фактичката состојба е таа. Дали претходниот систем, дали погрешно поставена
е поставена оваа држава, не знам, ама имаме паразитски менталитет. Мишка, проблемот е Да што се залепиме на некоја државна работа, за да стигнеме до таму све ќе направиме, сите собствени принципи, убојдување и верување ќе си ги погазиме и сите лојалности кон себе ќе си ги погазиме, за да се вработиме во државно, за да добиеме 400-500 евра плата, друг да му ја мисли, обезбеден да си со пензиско, инвалидско, со не знам што, здравствено, ете тоа е, брат. Паразити. Паразитски менталитет не доведе до оваа ситуација. Албанците од друга страна го немаат тој менталитет. И кај нив почнува тоа да станува дел од менталитет. Ама го немаат, колку кај нас изразено. Они си работат сами, претежно, и они се многу послободни веднаш да реагираат. Не им се свиѓа Африм Гаши. Не го вработил Африм Гаши. Да. Ке излезе, ке му протестира, ке обутне. Да, Кај ќе нас осмени. не. Кај нас не. Кај се сега овие од ДПМН? Големите патриоти денеска да протестираат. А Патриотскиот институт Ама една нема реакција да протестираат. пушти. Денеска Милош заради тоа што ако протестираат, ќе ги сликаат, ќе ги снимаат со камери и нема да ги вработат. Тоа е Без кичмењаци. Тоа е паразитизм. Без А кичмењаци. паразитот има ли кичма? Нема. Ова се без кичмењаци. Види, проблемот у нашава држава е што вакви работи 30 години ние ги пуштаме да поминат неказнето. Ние дозволуваме, ајде сега да не одиме надоле по корупција, криминал, непочитување на закони, кое што се дешава масовно секаде, у секој порив на ова општество. Да трнеме од најгоре. Ти имаш 30 години вакви непочитувања директни на устав, на закони од страна на високи функционери кои што никогаш не одговараат. Неуставен суд треба да му се поднесе, веројатно има основ за кривична пријава. Ама и кривична пријава. Има, ама прво мора да констатира уставниот суд, па после има кривична пријава. Ама како во уставот член 19, еве јас прес како го пишував текстот, сега ќе го цитирам. Значи член 19 од уставот вели: се гарантира слобода на вероисповед, се гарантира слободно јавно, поединечно или во заедница со други изразување на верата. Македонската православна црква, другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот. Да. Мислам, кој треба уставен суд? Зашто бе нема некој... Ама треба уставниот суд да констатира прекршување на уставот. А и не мора. Може веднаш да се оди на интерпелација, на одземање имунитет и на поднесување кривична пријава. Може да му се пушти кривична пријава и треба. Кривична пријава, да. И треба, да. Бил председател на собрание, па ако председател на собрание кој што услови да нема председател на државата, ти е втор човек у државата, тој ако не го почитува уставот, кој да го почитува? Па гледај се во Ја и ти. Види во каква ситуација се наоѓаме сега. Мицкоски е надвор од државата. Да. Министерот за надворешни работи е надвор од државата. Полиција. Министерот за внатрешни работи е надвор од државата, министерот за одбрана е надвор од државата. Во моментов премиер е Изет Меджити. Изет Меджити, така е, прв вице-премиер. Така? Да. Председател на собрание, или ако Изет Меджити си отиде, или ако председателот на државата сега отиде исто така некаде на пат, председател ќе биде Африм Гаши. Да. Исламист. Исламист. Нели Мерсика Смиловиќ беше архи непријател на ВМРО? Да. Тоа кога се појавуваше на СДСМ на пресови. Мерсика Смиловиќ беше архи непријател на ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН тврдеше дека она е брат и дека бил исламски радикали, дека се да. Дека они промовираат вахабизам преку нивната невладина организација. Така е. Дали тоа го пишуваше во соопштение на ВМРО ДПМН? Така е. Така? Апсолутно. Денеска ја видов пратеници на ВМРО ДПМН како ја слушаат Мерсика Имаме Смиловиќ. видео. Како ја слушаат Мерсика Смиловиќ и стануваат на наредба или на повик на Мерсика Смиловиќ. Стануваат и стојат просту. Брук. Така бе? Така беше ли така? Така е. Имаме видео. Ајде снимката како станува. Ми представува чест што денеска тука во собранието ќе го обележиме меѓународниот ден на сеќавањето на геноцидот во Сребреница.
Пред да почнеме со официјалната програма, ќе замолам за едноминутен молк и дова и молитва за жртвите на геноцидот во Сребреница. Нека почиваат во Божјата милост. Христијан Мицковски си го вози филмот на Бранко Црвенковски. 10 години опозиција, 10 години бизнис, не знам ја ништо. Стварно така ти рекоа, стварно така ти направија, бизнисот од друга страна си тера. Тоа е приказката. Без никаква одговорност, а заштитен ко бела мечка, деме како има обвинителен акт против него, тоа ќе биде политички прогон против лидер на опозиција. И него му е супер позицијата, си тера. Со Кочо Ангјушев бизниси, со да ги споменавме овие другите бизнисмени со кои што работи си прави хидроцентрали. Извадивме серија од 7-8 текста у кои што колку беа вкупно милиарда денари за година дена? Колку? Повеќе од милиарда. Значи милиарда и 200-300 милиони денари. Не можеме да ги насасаме со пишување. Ама не, пресек направивме на година дена. За година дена милиарда и нешто милиони денари општините кај што ВМРО ДПМН имаат градоначалници поделиле на 3-4-5 фирми. Милиарда и нешто милиони денари. И тоа е приказката. Меѓу која едната беше во собственост на Кочо Ангјушев. Меѓу кои што едната е во собственост на Кочо Ангјушев, другата е косовска собственост и третата е собственост на негов другар кој што финансира Коњаници. Четвртата е на Мицковски. Денеска на пат од Франција, од Олимпијадата, во транзит слетала на Скопскиот аеродром. Во VIP делот. И се истоварила од авион и отишла во VIP делот, бидејќи во транзит. На прелиминарните скенови на торбите, на багажот кој што го имала таа и незината делегација и обезбедувањето, македонските гранични полицајци виделе нешто што им е сомнително. Откако виделе дека нешто им е сомнително, ги замолиле делегацијата и косовската председателка да ги отворат куферите за да можат да направат визуелна инспекција на тоа што е во куферите. Пошто косовската председателка одбила, за жал, одбивање не е опција, кога ќе ти рече граничен полицаец да отвориш овакво, опција тоа не е. Ќе го отвориш милом или силом, тоа се вика, и ќе видиме што има внатре. Пошто настанала збрка, се расправали така натаму, но граничните полицајци постапиле правилно и не и дозволиле да замине по протокол. По протокол, тоа е законски и си постапиле луѓето кои што треба. Да, има дипломатски имунитет, но ако на прелиминарната проверка има сомнително нешто во нивните багажи, онда нема меѓународна заштита и дипломатски имунитет. Ако ти дилаш дрога и носиш оружје, тогаш дипломатски имунитет не важи. Пошто обезбедувањето на Виоса Османи им се пуштило на полицајци нешто да се рваат на нашите полицајци. Во меѓувреме Виоса Османи му се јавила на Африм Гаши. На другарчето од Косово. На Африм Гаши, председателот на Собранието на Република Северна Македонија. А од Косово по потекло. Му се јавила на Африм Гаши да побара од него да ја помогне да ја пуштат без проверка. И Африм Гаши дизезе големиот маж, Джеки Појачало, не се секира и го пуштил неговиот шеф на обезбедување, сега ќе му прочитам името. Момент, само. Како беше? Синани. Сега. Ќе го прочитам името, само момент. Сабедин Синани, инаку е брат на новинарот Исмаил Синани. Го пуштил шефот на него Гаши, овој му е шеф на обезбедување на Гаши. Непокор МК фала ти за донацијата. Да живее Македонија. Да живее. Го испратил шефот на обезбедувањето и шефот на обезбедувањето со него земал уште 5-6 души. Банда? Да, и отише на VIP делот на Скопскиот аеродром.
Почнале да се расправаат со нашите гранични полицајци. Граничните полицајци му рекле: гони ми се од пред видов, пошто не си ти надлежен мире ништо да ми кажеш, да не налагам у тоа какви пцовки имало меѓу нив двајца. Меѓу Пошто полицајци. нема Немаат надлежност. надлежност. Таму нема надлежност, се знае, тоа е гранична полиција. Не, добро? таму и никаде нема надлежност шеста управа над Така е. значи никој нема надлежност над било кој има повисок ранг. И овој му рекле: марш таму, не те гледам, не ми се мешува работата, и го се пцуеле. У пцуењето Сабедин Синани вади пиштол, го репетира, мајката. вадат и другите и ги вперуваат кон полицајците. И мафија. Обезбедувањето на Африм Гаши вадат пиштоли, вадат пиштоли, ги репетираат и ги вперуваат кон полицијава. Пошто, нели, ескалира ситуацијата, па за да деескалира. Останале нашиве полицајци гранични на својата задача и не дозволиле да си замине како што замислило да си оди. И се жалеше сега Вјоса Османи на Твитер дека и го земале телефонот и ги проверувале торбите и не знам што од third part. Може да се жали колку сака. Процедурата во Република Македонија е таа. Точка. Оваа информација ја потврди и МВР, и ТАВ, кој што стопанисува со Скопскиот аеродром, и де факто, сакајќи да демантира, ја потврди Африм Гаши. Така е. Африм Гаши вели: Што вика тој душичка? Греат. сега ќе ти прочитам. Неговото обезбедување било тамо за да ја смири ситуацијата. Вели: Мировна мисија обезбедувањето биле. на председателот Гаши, кои се вработени во МВР, интервенирале да ја смират ситуацијата и да им помагаат на нивните колеги за справување на безбедносните постапки при посета на ВИП личности. Они некои се Сабедин некој си знае кои се постапките на гранична полиција за ВИП личности. Тие се таму со години. Он сега ќе отишла они да му асистира на овие на гранични полицајци. Прашањето е: и да е така како што вика Гаши, што барале они таму да идат? Што барале да одат таму? По чива насока отишле? По чија наредба отишле? Кои се они да кажуваат на гранична полиција? Кој е нивното властување? Кои се тие? На граничната полиција може да им даде наредба само надреден. Не може некој си овчар било обезбедување на кој сака нека биде обезбедување. Да оди да му кажува: слушај, ти ќе ја пуштиш ова она, вака ќе ти помогне. Вака сега. На министерот Панче Тошковски, чие што министерство го потврди настанот, му пише. Ја читам пораката. Еве ја пораката. Ај пуштете го скриншот од пораката. Еве скриншот од пораката. Да бевме држава, Африм Гаши во овој момент ќе беше веќе во притвор. Да. Поради опасност Ај од влијање на пуштија сведоци порака. од позиција на моќ. Вечерва ќе се гласаше за одземање на неговиот пратенички имунитет и за неколку часа ќе беше во притвор. А нека заврши Мечка, ќе објаснам зошто. Да. Само заврши. На Панче му пишав: министре, Африм Гаши тврди дека неговото обезбедување отишло на аеродром за да смирило ситуација помеѓу обезбедувањето на косовската председателка и граничната полиција. По чиј налог, наредба, по кој повод, кој ги повикал и што надлежности имаат? Имаат ли наредба претпоставен во МВР? Упишав на Панче во 22:19. Он гледа ора. Панче Тошковски има статус delivered
на пораката. Нема рид, не ја ни отворил, ја видел у нотификација, ама не ја отворил и не ми одговара. Затоа што знае, Глуми мртов иде мечка. знае дека секој одговор е лош за него. И за коалицијата. Не е секој одговор лош за него, секој е за коалицијата лош. За коалицијата е лош. Како во овој момент да ми објасни ќе ми одговори Панчо Тошковски. Како ќе ти објасни зошто Африм Гаши не е у затвор веќе? Втора работа. Тоа е Во право. меѓувреме заменик министерот за внатрешни работи. Се Заменикот на- заплетка, а? Демантира дека имало било каква случка на Скопскиот аеродром. Значи, Заменикот на Панче Тошковски се вика Астрид Исени. Бодибилдер и професор по физичко. Он го демантира Панче Тошковски и се става на страна на косовската приказка на Вјолца Османи. Значи, заменик министерот за внатрешни работи ја фаќа косовската страна да ја брани, а не нашата. што значи дека и он како овој Гачи, таму му е срцето. Што е куриозитет? Брат му на Астрид Исени, заменик министерот за внатрешни работи, нема добиено сертификат за безбедност во МВР поради поврзаност со исламски радикални структури во Куманово. Инаку брат му на Астрид Исени се вика Дритон Исени. Зетот на Гаши бил у ИСИС. Исис. Овој Братот на заменикот министер за внатрешни работи бил поврзан со исламски радикални структури. Изет Меджити и неговиот шеф на кабинет, извесен Ејуб, се главни спонзори на салафизам. Молитви, Гаши држи молитви, обреди во собрание и прв гостин на Гаши му е заменик министерот за исламски прашања на Саудиска Арабија. Ако направиш срч на Google, основен срч на Google, 20 држави го бараат тој министер заради ширење на исламски радикализам. Го бараат тој човек. Да добро, Мицко слеп ли е? Бе? Тој човек му однесе на Гаши Куран и шеријат. Поклон. Добро, Мицко слеп ли е? Дали у оваа држава има нормални луѓе кои што наместо да играат оро и да се жалат дека платата им е мала, ќе фатат нешто да работат. Ја ти кажам, оваа гарнитура на власт е полоша од сите гарнитури на власт со исклучок на првата на Бранко. Таа беше полоша од оваа. Оваа има потенцијал да биде уште полоша. Чекај, тек почна надпреварот. Може ќе стигне до првото место. Ако може, Филип, пошто од прв момент ја следам случката. Морам да го прочитам, за да искоментираме, морам да го прочитам и соопштението од МВР, кое во суштина е дополнително релативизирање на настанот. Зашто? Вели денеска, 1.8.2024 година, околу 10 часот, на меѓународниот аеродром Скопје, додека председателката на Косово поминувала на гранична контрола, во моментот кога било побарано да го остави телефонот да помине низ скенер, едно лице од незиното обезбедување го отргнал вработениот во ТАВ со цел таа да помине без скениран телефон и рачен багаж. Но потоа сепак багажот бил вратен и поминал на скенер. По половина час дошло лице од обезбедувањето на председателот на собранието Гаши, полициски службеник, со уште две лица полициски службеници и почнало да се заканува кон вработените во ТАВ и да бара кој и направил проблем на председателката, при што турнал и полициски службеник вработен на граничниот премин. Веднаш бил известен оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди и во координација со ОГОК се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, потврди од МВР за Инфомакс. Каде е проблемот? Првиот проблем е
Која била поентата на Вјоса Османи, ако незиниот багаж и телефон поминале на полициски скенер, да го бара Африм Гаши и да бара од него Нешто е сумњиво. да интервенира. Што? Нешто За да е и се сумњиво. извинат вработените во ТАФ. За да и се извини полицискиот службеник. Значи, нешто е сумњиво. Да не имало нешто уташното. Втора работа. Нешто имало во ташната и очигледно таа ташна не поминала полициски скенер, односно не било дозволено и заради тоа интервенирале обезбедувањето на Африм Гаши. Втора работа. Не се споменува телефонскиот разговор помеѓу Вјоса Османи и Африм Гаши, затоа што како инаку би знаеле обезбедувањето на Африм Гаши дека косовската председателка е заглавена на аеродромот во Скопје. Мора да се јавила. Да. Кој има најголема одговорност во ланецот на команда? Има тој кој што издал наредбата. Што се случува со тој што издал наредбата? Треба да одговара. По кој член треба да одговара? Најлесно е да одговара и наједноставно е по член 353 злоупотреба на службена положба. Затоа што Африм Гаши, како председател на Собранието на Република Македонија, нема никакви ингеренции на аеродромот во Скопје. Дополнително, никаде во соопштението од МВР не се споменува дека бил загрозен меѓународниот сообраќај во Македонија. Зошто? Тоа натегање траело половина час на аеродромот во Па Скопје. док да стигнат овие од собрание. Додека траело од тоа собрание, натегање. Да. На тој терминал не можел да помине никој. Така логично. Да. Како ќе помине некој на терминал ако има луѓе, гужва, не може да помине председателката на Косово. Види, таму има вака сега. Таму има сигурно снимки. Има да ги, снимки. Да ги побараме бараме јавно официјално да ги објават. побараме Така е. снимките од тав да ги објават да видиме зашто се Дополнително, работи. Јавноста треба да знае, дополнително, така? имаме очевидци кои што виделе како полициски службеници репетираат пиштоли пред да влезат во VIP делот на аеродромот. Значи пиштолот бил изваден од појас, бил репетиран и било влезено внатре. Значи големата била работа. Значи никаде во соопштението на МВР не се зборува и не се кажува дека бил изваден пиштол. Значи го покриваат случајот. Панче Тошковски не реагираше и не му одговара на пораките на Мечка, затоа што се обидуваат со лага Да ја спуштат. да ја спуштат топката Да ја и да ја заскријат големината на скандалот. Да ја заташкаат. Овој скандал многу говори и за тоа во каква држава денеска живееме, затоа што се плукаше по СДСМ за се и се што. Се плукаше за СДСМ по се и се што, но кога се случи скандалот во контрола на летање, сите медиуми имаа пристап до информациите и сите медиуми објавија. Денеска Никој. 7 часа само 2 медиума во Македонија, од кои што едниот ја превзема веста од Инфомакс, има објавено дека се случил скандал, за кој што не постои еден очевидец. Постојат десетици очевидци кои што во моментот се нашле затекнати во VIP делот, околу аеродромот и така натаму и така натаму. Имало интервентна полиција, имало Значи сите виделе. Ама полициска станица има до VIP делот. Сите виделе. Значи големата била Да, е бе, тем. да. Сите виделе. И веројатно и другите медиуми добили информација што се случило, никој не смееше да објави. Кои други медиуми ме брат? Она што вика, Зашто напишав наслов за ложничка драма? Полицаецот кој што бил вработен на аеродромот, кој што служел да одржува редот и безбедноста, бил со пиштол над глава неколку минути. Минути не, ама да, така и да зборам. Чекај, ама ова е многу Тој бил сериозно. заложник. Ова е многу сериозно. Значи тој бил заложник на Ова е сопственото многу работно сериозно. место. Ова е сериозно. Заложник, ова е управо што го збори Милош. Заложник на сопствено работно место, Кој што штитејќи ја границата на Република Македонија, доаѓа обезбедувањето на председател на Собранието на Република Македонија и му става пиштол на глава за да ја пушти председателката на Косово. друга да помине. држава. На друга- ало. на друга. Ало. Па нели бе Мицика ти ни викаше дека Африм Гаши е еден од луѓето кои што ти ги познаваш, кои што највеќе се сакаат Македонија? Вака се сака Македонија? Да му ставаш пиштол на глава на полицаец за да ја пушти косоварката да помине? Вака ли Мицика се сака, Гаши ја сакал Македонија? И сега ние сме у ситуација. Играј оро Мицика ти. Која му е матер, бе, брат? Ти си Ние дојден да правиш бизнис и кеш. Е, таа агенда ти е. Енергетика, бизнис, тоа ти е тебе. буџет.
Ништо тебе не интересира за оваа држава. Народот тоа подобро ќе биде трнјариња, мржбе. И ме потсеќаат гледачите, Мартин Илиевски вели ова е тероризам. Ако сакаше да се представи тоа што се тепале у МНАВ вработени меѓу себе, без луѓе од надвор, сакаше да се представи како тероризам, како што ќе го квалификуваме ова? Како што ќе го квалификуваме ова? Интернационален, меѓународен тероризам. Прашањето до Панче Тошковски, до јавното обвинителство во моментов е зошто не се солисици обезбедувањето на Афримгаши, зошто во парламентот не е отпочната постапка за интерпелација за Афримгаши, значи за негова промена прво, после веднаш итна седница за одземање на пратеничкиот имунитет на Афримгаши и зошто ОЈО нема поднесено кривична пријава и барање за притвор за Афримгаши затоа што спречил меѓународен сообраќај, затоа што ја злоупотребил својата службена положба и затоа што од оваа држава луѓето си одат поради каубојското однесување на вакви ајдуци. Има добар коментар. Вика, замисли у Брисел ова да се десело. А? На CNN ќе беше ударна вест. Ударна вест ќе беше на BBC, на CNN. Пушти мејл со сите текстови за настанов со Вјоса. Пушти мејл на ги пушти ти преска мејлот на Курир РС, на Информер, на сите. Ги пушти? Да, пушти ни се. И луѓе, ако отворите било кој од агрегаторите за вести во Македонија, ако отворите повеќето од порталите, пуштите повеќето од телевизиите, нема да слушнете ништо за ова. Значи, во оваа држава веќе почнува да владее режим и медиумски мрак. Честито за сите кои што гласавте за ова. Уште нешто. Нас предизвика навистина едно чувство со кое што жалиме и не сакаме тоа да се повтори. И јас лично истакнав дека председателката на Косово е добредојдена, како и сите граѓани од Косово. И лично следниот пат, доколку ја добијам навремено информацијата, ќе ми биде задоволство да бидам и да ја пречекам како домакин на аеродромот и заедно со мене да, додека не отпатува од Скопје, бидеме заеднички и ја придружувам во времето кое што таа ќе го помине на Скопскиот аеродром, за да избегнеме ваков тип на инциденти, а посебно однесување на поединци кои што е наш домашен проблем, кој што ние дома ќе си го решаваме. Така што уште еднаш сакам да потенцирам дека добрососедските односи се двонасочна улица. Сакаме со Косово да имаме исклучително плодни и искрени добрососедски односи. Како влада ќе стоиме позади овој принцип и не гледам причина зошто тоа да не се случува во иднина. За премиерот Курти, дали господинот Мицкоски ви се извини за случајот, бидејќи претходно го побаравте тоа? Унаказените однесувања и прекршувањата на правилата, сето ова што се искажани до сега, ќе се расветлат од официјалниот извештај по соодветната истрага. Согласно моите информации и гледајќи ги ставовите на двете министерства за надворешни работи, сум оптимист за иднината дека нема да се повторат вакви ситуации. Истовремено, за желењето искажано претходно се повтори и денес на нашата средба. Тоа јас лично кажав и на оваа пресконференција, но и на самиот состанок, а поврзано со соопштението на Министерството за надворешни работи, дека жалиме што се случило овој настан, жалиме што не е прв, што е трет, и што повеќе од 3000 имаме VIP напуштање на овој аеродром
на Скопскиот аеродром во изминативе година дена, а се случиле овие 3 инциденти. Но се понудив истовремено, лично, јас, следниот пат, кога господјата председател на Косово ќе патува и ќе користи услугите на Скопскиот аеродром, да бидам домакин и да ја придружувам до моментот додека таа го напушти Скопскиот. Ей, мечка и овој со него. Кога ќе правите па емисија? Кој му гето? А отвори позади. Работите излева надвор од контрола. Почнува тешки муабети.